диџејството е пуштање музика за себе и за други луѓе. Позадински носи копање на музика, откривање на некои нови, необични звуци кои што сакаме да ги представиме пред публиката и се до тоа да биде како едно музичко патување, јас да бидам водич од таму. Здраво, јас сум Дарко Антонов, диџејер и скреч, член на екипата Шршац, коосновач на Trap the Fuck Up. Здраво, јас сум Андреј Јовановски, познат како DJ Ux. Во слободно време се бавам со диџејство, тоа се занимавам некои 6-7 години и во принцип пуштам диско, хаус и фанк музика. Бојан Јанев, Soulcase, 1/3 од Убли. Ако треба да бирам, би одбрала аналогно секогаш, пред се заради сатисфакцијата што ми ја дава, заради топлината на звукот, заради едноставно тоа што треба да се вложи дополнителен напор. 100% дигитално, бидејќи предноставите што ги носи технологијата прават да диџејството да биде многу поинтересно и многу поширок. Може да се заработува, но сепак сигурен сум дека не може да се заработува за живот од секој правец на музика и не може секој баш. Па, теоретски може да се живее, но кај нас условите не се толку на високо ниво, така да тие што мислам дека само живеат од пуштање музика се бројат на прсти. Има потреба од отварање на културни центри, каде што млади луѓе како нас ќе можат слободно да дојдат да ги искажат своите идеи и сите заедно да дојдат до некое заедничко решение кое што ќе придонесе за културата во нашата држава. Диџејството во Македонија би рекол дека се развива и има потенцијална сцена, има доста квалитетни дечки и девојки, али сметам дека може со побрзо темпо да иде сето тоа. Само ако едноставно ги ставиме нашите ега на страна. Бидете своји, слушате музика што ја сакате со помош на интернетот и на цела технологија. Може да бидете што сакате да слушате, имајте свој стил. Опуштете се, играјте, насмејте се, нема да ви штети и излегувајте за себе, излегувајте за да си поминете убаво. А порака до институциите, кај да почнам? Подитно укинете царини за плочи, подитно. Не ни одмагајте, ако не помагајте, барем не ни одмагајте, не правиме ништо лошо, може цела држава само да профитира ако се развие добра сцена кај нас.